Политичките промени на директорските места во јавните предпријатија се спротивни на тврдењата на градоначалникот Коњановски дека стручноста и менаџерските способности ќе бидат пресудни во водењето на локалната самоуправа. Каква стручност да раководи со водовод Битола има Пеце Милевски? Битолчани за директор на едно од најважните предпријатија во градот добија човек кој до пред неколку години беше келнер, со сета почит кон сите што работат таа работа. Најважна референца за Милевски да стане директор е тоа што е председател на ДПМН Битола. Иако и тоа е спорно. Низ архивите на СДСМ Битола неговото име фигурира како учесник на изборни конференции на млади социјалдемократи, а неговиот лик го паметат жителите на Горно Ризари од времето кога шеташе од врата до врата, ширејќи ги социјалдемократските идеи. Ништо подобар не е изборот и на другите директори во јавните предпријатија, со исклучок можеби на Гордана Наумовска, која ќе директорува со Комуналец. Паркинзи се враќаат во рацете на Стентонот. Од фирма на Благој Стентонов доаѓа новиот директор Горан Степановски. Стентонград во најава. Пазари пак ќе го води професорката Сонја Карапашовска, која најблиску до делокругот на работа на ова предпријатие беше кога продаваше колонијални производи во градскиот пазар. Каде се новите лица на ДПМН? Каде е новата иднина? Карапашовска и Милевски беа советници во времето на Владимир Талески. Тоа не се нови лица. Уште помалку се стручни за раководење со јавни предпријатија во Битола. Нека ни е со среќа на сите. Во оваа прилика, СДСМ Битола упатува јавна благодарност до сите директори на јавните предпријатија во Битола, кои од политички мотивирани причини се сменети од раководните функции што ги извршуваа изминатите 2, 3, 4 години. Горан Козаров во Водовод, Панде Богоевски во Комуналец, Зоран Дојчиновски во Паркинзи, Владе Атанасовски во Пазари. Поставивте нови, високи стандарди на работење и однесување. Јавните предпријатија што ги раководевте, ги консолидиравте финансиски, ги подновивте техничко-технолошки, ги нормализиравте меѓучовечките односи во предпријатијата и овозможивте подобри услуги за граѓаните. Водовод, Комуналец, Нискоградба, Пазари, Паркинзи никогаш не биле во подобра кондиција од сега и за тоа сте заслужни вие, вашите тимови и секако вработените кои успеавте да ги мотивирате и да ги насочите кон повисоки цели, јавното добро.